Македонска реалност скроена во Тирана, тиранската платформа која за СДСМ воопшто и не постоеше, за 7 години владење на социјалдемократите и ДУИ целосно исполнета, иако Зоран Заев говореше дека не постои никаква платформа, дека тоа било само во главите на одредени луѓе, реалноста е сосем друга. Поранешниот премиер, пред да ја преземе функцијата, дури беше цврст на ставот дека никаква платформа не може да биде насока како ќе действува владата на Македонија. Дури се колнеше дека не постои никаков документ од Тирана, бидејќи тоа беше услов на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов да му го даде мандатот за формирање влада. Ниту еден документ, платформа, декларација, акт или действие кои би биле спротивни на погоре наведените ставови не може да бидат услов ниту основа за формирање и действување на владата на Република Македонија. Сепак по се изгледа, еден беше ставот на Заев за македонското гласачко тело, друг за албанското. На 17 мај 2017 платформата која што во Вила Водно не постоеше, на 21 март 2017 во прес-салата на Собранието беше реалност со позитивни страни. Ние не бегаме од платформата. Неколку пати потенцираме. Имаме позитивен аспект на платформа. Не само што не избегаат, туку и речиси цела ја исполнија. Да почнеме од албанскиот јазик. Во точката 1 од документот пишува целосна јазична еднаквост и употреба на албанскиот јазик во сите нивоа на власта. Исполнето уште пред 6 години, кога на 11 јануари 2018 во Собранието беше изгласан законот за употреба на јазиците. Во точката 3 пак се вели дека треба да се создаде комисија за финансирање на општините и Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците за поттикнување на економскиот и социјалниот развој во неразвиените подрачја. Исполнето. Комисијата официјално ја нема, но во 2018 година усвоен беше закон за финансиска поддршка на единиците за локална самоуправа, со кој се финансираа неплатените, а доспеани долгови. Секоја општина доби пари да покрие 51% од пријавените долгови. Формирано беше министерството со кое раководи Груби. Кои се проектите на работа на ова институција, освен организирање журки на Артан Груби, не се знае. Но се знае дека има повеќе од 500 вработени и нов модерен објект во центарот на Скопје, каде Груби се всели, символично или не, на роденденот на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Денес се наоѓаме во новиот објект на владата на Република Северна Македонија, каде помеѓу другите институции ќе биде и Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Во точката 4 стои правична застапеност во органите за безбедност, војската, разузнавањето и правдата во сите нивоа на централната власт, јавните служби и предпријатијата со јавни акции. Исполнето. Албанците добија премиер, прв вице-премиер, клучни министерски места како надворешни работи, финансии, економија, образование, правда. Заменици министри имаат во МВР и одбрана, директорско место во Агенцијата за разузнавање. Кога се вработувањата во државните институции во прашање, дури се оди и над тиранската платформа. Во одредени министерства или органи на државата има над 50% вработени албанци. Исполнета е и точка 5 која гласи унапредување на статусот на албанците во Македонија во државотворен народ. Со уставните измени поради преспанскиот договор албанците влегоа во преамбулата, односно на место македонскиот народ и заедниците на албанците, турците и слично. Се воведе терминот македонскиот народ и делови од албанскиот народ, турскиот и така натаму. Со оваа навиду мала промена, де факто албанците станаа државотворен народ, нешто со што редовно се фали Али Ахмети. Ние избравме албанците во Македонија да бидат државотворци, да бидат господари и да се залагаат во сопствената држава. На 11 јануари 2018 со промените во законот за јазици, исполнета беше и точката 6 каде пишува: Уставот на Македонија треба да одреди дека македонскиот јазик со кирилско писмо и албанскиот јазик со неговата азбука се официјални јазици во Република Македонија. Како реализирани можеме да ја штиклираме и точката 7 каде е запишано целосно обелоденување на прашањата за судските процеси како Сопот, Бродец, Монструм и Диво населје преку посебна истражна комисија или меѓународно независно тело. За случајот Сопот сега непостоечкото СЈО го повлече обвинението, велејќи дека немало докази, па претходно осудените добија слобода. Судењето за Монструм беше вратено од почеток, но казните беа потврдени. Токму за овој договор во минатото говореше и Ахмети. Natë marrëveshja është ligji për gjuhën shqipe, natë marrëveshja është që duhet kërkuar hetim apo monitorim ndërkombëtar
për disa raste, si rasti Monstrës, si rasti Kumanovës, gjithmonë i kemi përsëritur me tash e sa kohë që ka ndodhur. Расти и Бродецит и Исполнети беа и точките 9, 10 и 11, односно албанските партии се ангажираа во мисијата за членство во НАТО, беа вклучени во преговорите со Грција, а главен преговарач со Бугарија сега ни е Бујар Османи, интегрирано се менаџираат и границите со Косово и Албанија, отворени беа и нови гранични премини кон овие две соседни земји. Со ова е исполнето речиси се од платформата која за власта не постоеше, а беше подготвена во Тирана со поддршка и покровителство на албанскиот премиер Еди Рама. Единствени неисполнети точки се втората и осмата, односно се уште не е отворена дебата за промена на знамето, химната и државниот грб, а не е изгласана ниту резолуција со која ќе се осуди наводниот геноцид врз албанците во периодот од 1912 до 1956 година.